15! Добар ден! Ја као еден познат стручњак од областа на сите правци и дишари, многу често од вас, драги гледачи, добива би мејл каде што би сакале да се расврста на некој начин темата која што сите од нас интимно многу ја доживуваме и ја разговараме. Тоа е темата, односно појавата на испуштање гласови меѓу народот позната како прдење. Токму прдењето ќе биде тема на мојата денешна елаборација и на почетокот ќе започнам со објаснување на неколку карактеристични ситуации и настани во кои што секој еден од нас се нашол во собствен живот и во животот на собствените пријатели и собствените членови на собствената фамилија. Значи, првиот начин, највообичаен, е така наречен обичен прдеж или прдеж вулгарис. Прдеж вулгарис е еден од најчестите прдежи што се вака за секојдневна употреба и тој обично не смрди многу заради тоа што не се испалува со голема љутина, уобичаено се применува при шетња на улица кога идеш и обично мислиш дека е тоа, дека ќе го испуштиш лагано, меѓутоа од знае да те излаже, да те превари и од то. Това беше првиот пример. Одиме на вториот пример. Прдеж покрие со кашлица и исто има многу убава примена во затворени простори во канцеларија и при тоа приликом самиот чин тоа се покрива со кашлица и то звукот многу добро се покрива, али уште недостаток е да се покрие мирисот и то. Аналогно до ова има еден сличен пример кој што луѓето го применуваат. Некој баш бев у биоскоп и еден дечко пред мене го гледа, пошто јас сум стручњак, го гледам дека има напон и дечкото како, пошто незгодно да кашља у биоскоп, он стана и се мести као на столицата и она као крца и у тој момент се деси тој хепеник, тој настан и ја му викам дечко, одлично го прикри и викам звукот, али мирисот не. То са тие, они не ги знаат овие дека сум ја стручњак тачно што се изрази и това би било за това прикрие со кашлица или со друга ономатопеја. Понатаму имаме така наречен прдеж кој што ти дава и неочекуван поклон. Ова морам да ви напоменам, еден од најлошите, најлоша врста на прдеж. Обично се дешава на улица и тој може да се познае по тоа што е така он посочен и то се дешава на улица и онда кога ќе се деси и онда те доведува у една многу непријатна ситуација, кај што треба да се иде, да те тера да идеш у некој веце тука, како би сменил веш, доколку не си спремен да сите да им објасняваш од каде ти е таа локва, односно флека на задниот дел и това. И онда имаме еден карактеристичен утрински прдеж. Па има ли поубава работа од то да се почне денот со еден утрински прдеж кој се будиш и сам правиш. Го испушташ во кревет и тој после како си го подигнеш чаршафот да си го помиришеш сам и тој исто така е познат и као себичен прдеж, као его прдеж, затоа што другите не би това сакале да го споделат со вас и това. Значи, ова би била овака што се вика поопшто за прдежите, иначе според најновите истражувања и све, интересантно е то што прдежот може да се користи, значи покрај хороскоп и другите такви средства, прдежот може да се користи за процедување на карактер и това е особено има наоѓа практика при избор на брачен другар или при избор у политиката на коалиционен партнер или уопшто на партнер со кој у бизнес и така натаму. Значи преку прдежот може да се оцртава карактерот и да се препознае за каква особа стадува збор. Доволно е да им направите едно графче, да ги викнете на графче, да ги сркате и само да посматрате. И што ќе видите? Како ќе го познаете тој карактер? Това е да следниот начин. Културен. Отче прде и вика пардон. Това е карактеристика за културен. Онда, ако е циник, ако е партнерот циничен, отче прде
и те гледа право у очи. Да има прдење, да лепо васпита, тоа исто карактеристика многу добра. Лепо васпитан, пред да прде, ке пита за дозвола и потоа автоматски се предпроценува таа карактеристика. Да ки имаш песимист, уште не прдал, мисли дека се усрел, да би простите на израз. Да имаме дискретен, тоа е многу убава карактеристика, од која ќе се деси, од која ќе прде и да ви викам, ве болам да остане ова измеѓу нас. Да имаме срамежлива особа, знаеме кои се карактеристики, меѓутоа кој ќе прде, одма поцрвенува, као лахмус, и ја наведнува главата и одма то се проценува. Да имате лажго, тоа е типичен и у политиката многу често се препознават, ќе прде и одма вика, не сум ја, беше, одма ги надменуват претходната власт или другите и така. Да имате неспособен, ова да обрнете внимание, тука сите се лажеме, неспособен, цел ден некако као да потпрднува, никако да земе напод да прде мушки или со села снага што се вика, и това е карактеристика на неспособен. Да имате оптимист, одма се гледа у наступот, кој ќе го видите така, одма уште пред да прде се нада, знае дека као никој нема да го чуе и прди у овака убаво и мисли дека никој не го чул, меѓутоа тука се претходно као што елаборисав и чувствата за мирис и така да не секогаш е оправдано. Да имате баксус, кога ќе прде, може да му се деси да се испушти угаки, да се усере со извинение, и това е баксус карактеристика. И да на крај имате фалбаджија. Фалбаджија, то се одија исто у политиката, кога се прде као они се. Кој ќе прде, сака сите да го чујат. И тоа. Има уште многу карактеристики, меѓутоа да не должиме во интерес на вниманието ваше. Ова беше општо така за прдење, за гасови, што беше, овде се однесува на индивидуалното се, а во следната епизода ќе збориме и за гасоводот пошироко што треба да се деси низ Македонија, а баш заради оваква индивидуална примена на гасовите во нашата земја, има мислење дека овие со големиот гасовит ја заобиколуваат нашата држава и тоа би било. Ви благодарам за вниманието. K15!